Добро утро. Вие го следите најновото издание на вестите на Слободна ТВ. Во делови од Македонија се уште има активни пожари. Ситуацијата ја влошија и неколку удари од гром. Огнот кај селото Ѓавато кај Гевгелија е контролирано пресечен на 150 метри од селото и свртен во правец на црквата и гробиштата. Во делови од Македонија се уште има активни пожари. Ситуацијата ја влошија и неколку удари од гром. Огнот кај селото Ѓавото кај Гевгелија е контролирано пресечен на 150 метри од селото и свртен во правец на црквата и гробиштата. Продолжуваме со останатите вести. Со усвојување на ребалансот на буџетот за 2022 година, изминатава недела, обезбедивме економска стабилност и поголема финансиска поддршка за граѓаните и компаниите во оваа исклучително кризна година, објави на Facebook премиерот Димитар Ковачевски. Во година полна со економски, енергетски и здравствени предизвици продолжуваме со вистинска грижа за сите граѓани и се фокусираме на целокупен развој на државата, навидува Ковачевски во објавата. Тој потенцира дека со ребалансот се обезбедени 76 милиони евра за нови антикризни мерки, 32 милиони евра за зголемување на домашното производство на храна, зголемени плати во образованието и детската заштита и нивна навремена исплата, повисоки пензии од септември за над 320.000 пензионери, субвенции за земјоделците и средства за развојни проекти. Владата доцни со енергетскиот план за предстојната зима, сметаат дел од експертите, откако министерот за економија Кришник Бектеши пред некој ден најави дека од следниот месец ќе се прогласи кризна состојба, се со цел ЕСМ со 100 милиони евра од ЕБОР да набавува мазут и јаглен. Професорот по енергетика Константин Димитров за Канал 5 вели дека домашните капацитети се во лоша состојба и се помалку произведуваат електрична енергија, па најавите дека допрва ќе се набавуваат енергенси ги смета како несериозни. Министерот за економија Кришник Бектеши пред некој ден го објави планот за справување со енергетската криза, според кој предвидено е во функција да се стават сите домашни капацитети. Ако се оди според предвиденото и доколку нема забрана за увоз на струја, како што еднаш направи Бугарија, не се очекуваат рестрикции со струјата. Дали во финансиска полиција се отворени голем број на предмети со анонимен пријавувач и како се затворени? Ова се дел од одговорите кои треба да ги даде пред истрагата на обвинителството за организиран криминал, која пред неколку дена почна со претрес во институцијата, која треба да се бори со финансиски криминал, дознава Телма. Според нивните извори, кривичната пријава од група граѓани по која постапува обвинителството за организиран криминал, напишале дека финансиската полиција отворила фиктивни истраги од непостоечки пријавувачи против осомничени кои имале фирми. Пријавите се заведувале како анонимни, а осомничените учествувале и морале да соработуваат со фиктивни истраги, кои подоцна биле затворени. Се сомневењата на анонимната пријава до обвинителството за гонење организиран криминал. Продолжуваме со вестите од светот. Украинската војска извести за руско гранатирање на бројни локации на север, југ и исток на 24 јули, откако Украина рече дека ќе продолжи со плановите за рестартирање на извозот на жито од пристаништата на Црното море и покрај рускиот напад врз Одеса, за кој Украина рече дека покрена прашање за посветеноста на Русија на договорот, потпишан пред деновиве за деблокирање на извозот. Генералштабот на украинските вооружени сили соопшти дека руските војници на 24 јули неуспешно се обиделе да ја преземат контролата врз една електрана североисточно од Донецк. Воздухопловните сили на Украина соопштија дека нивните авиони извршиле ракетни напади врз 3 руски упоришта, уништувајќи опрема и убивајќи војници. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој е во посета на Египет, се обиде да ги смири египетските партнери по договорот за безбедни рути за извозот на украинско и руско жито, кој треба да ја отстрани заканата за прехранбена несигурност во Африка.
Ја потврдивме посветеноста на руските извозници на жито да ги почитуваат сите нивни обврски, рече Сергеј Лавров на пресконференција по разговорите со египетскиот колега Самех Шухри. И председателот Владимир Путин го истакна тоа во неодамнешниот телефонски разговор со египетскиот председател, додаде Лавров, кој следната недела ќе ги посети Уганда, Етиопија и Конго. Договорот потпишан во петокот во Истанбул од страна на Русија и Украина под покровителство на Обединетите нации предвидува воспоставување безбедни коридори за пловидба на трговските бродови во Црното море, а Москва и Киев се обврзуваат да не ги напаѓаат. Договорот ќе овозможи извоз на 20 до 25 милиони тони жито блокирано во Украина и ќе го олесни извозот на руски земјоделски производи, со што ќе се намали опасноста од светска прехранбена криза. И денеска времето во Македонија ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува умерен, а долж по Вардарието повремено засилен ветер од северен правец. УВ индексот ќе биде 9. Во Скопје максималната дневна температура ќе достигне до 37 целзиусови степени. Во Маврово 30, Охрид 33, Битола 36, а Дојран 40. И утре времето ќе биде сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец. УВ индексот ќе биде 9. Ви благодарам што го проследивте првото издание на вестите на Слободна ТВ. Довидување.